Почитувани пратеник, вие ја почнавте вашата дискусија со една реченица која што ќе ја парафразирам, вели одговорниот политичар се познава по тоа што откако ќе се видат резултатите или грешките ќе знае да се извини или да се коригира или слично. Тогаш зошто преку сопствениот пример, госпоѓо Шекеринска, не се извинивте на македонската јавност и на нас кои што минатата година ги слушавме вашите дебати дека ќе има катаклизма со буџетот и дека нема да се исплаќаат пензиите и дека македонската економија ќе крахира. Значи, покажете еднаш преку сопствен пример на многу бројните грешки што политички сте ги направиле, а последната е оваа за која што ви спомнав, каде што имавте сосема погрешна дебата и аргументи кои што се покажа дека не држат. Зошто вие не почнавте со таква реторика и да се извините за тоа што сте погрешили и да кажете како ќе се коригирате? Второ, да продолжам со тоа што се согласувам со вас. Секако се согласувам за значењето на секторите за кои што одбравте денеска да дебатирате, образованието и здравството се најзначајни. И во тој контекст навистина е нејасно тогаш кога вие имавте можност како висок функционер во владата на СДСМ во претходниот мандат, а во еден период и функција извршувавте на премиер, зошто дозволивте тогаш инвестициите во образованието и во здравството да бидат толку ниски? Ако се прашувате колку ниски, еве јас ќе ви кажам. 565 милиони денари беа вкупните инвестиции, 596 милиони денари беа вкупните инвестиции во образованието во периодот кога вие ја креиравте политиката и буџетот. Сега се 2 милиарди и 337 милиони денари. Тоа е 4 пати повеќе, господјо Шекеринска. Ако се прашувате зашто одат овие средства, одат за лаборатории, одат за изградба и реконструкција на училишта, одат за подобрување на наставните програми, за кои што се согласувам дека има уште простор, одат за стипендии за најдобрите 100 универзитети, за студентите што ќе успеат таму да се запишат. Зошто вие не пративте македонци што можат да студираат на Харвард, Кембридж, Оксфорд, Масачусетс и така натака? Зошто не им дадовте шанса со превод на книгите на кои што учат тие студенти во Америка, во Англија и секаде, да учат македонските студенти? Зошто не направивте обид тогаш да го воведете задолжителното средно образование? И така натака, и така натака. Со оглед на тоа дека малку време имам за реплика, ќе одговорам и за делот на здравството. Иако е сензитивна област, навистина е тешко да се дебатира кога одбирате одредени ситуации и од тие излекувате констатации. Коментиравте за тоа дека дека било лага испраќањето на пациенти за 200 евра во странство на лечење. Јас ќе ви кажам дека не е лага и дека во минатата година и во оваа година има испратено пациенти за сите намени за кои што во Република Македонија не може соодветна здравствена услуга да се обезбеди. Фактот дека денеска во 2013 има 4 нови здравствени услуги, како што се детската кардиохирургија, за која порано се испраќа во Бугарија, очната хирургија, ретинопатија и други, вклучително и трансплантацијата и леукемијата, за која што во ваше време ги одбивавте. За жал морам да го кажам ова, иако не е добро да го дебатираме, меѓутоа е осетливо, човечки осетливо, но немам друг начин за да ги демантирам вашите тврдења во кои што изнесовте невистини, а не ги спомнавте другите исто така мерки кои што се однесуваат на бесплатен болнички третман на пензионерите и така натака. Благодарам, председателе си. Говорете и вие ќе доведете, господин Шекеринска. Повелете, имате контрреплика. Господине министре, многу податоци не сакате да ги гледате. Како го објаснувате ова дека помалку луѓе имаат пристап до здравствените услуги во Македонија? Ужасна била таа власт, нели, на СДСМ. Јас треба да се извинам затоа што тогаш 96% имале пристап до здравствени услуги. Сега 84%. Мислам да зборувате сега дека не давате лекување во странство заради тоа што сега има здравствени услуги во Македонија. Во 2010 каде беше детската кардиохирургија? Да не имаше? Повторно само 60 до 66% им дававте дозвола да одат во странство. Знаете кој оди во странство? Само привилегираните, со име и презиме. Ама за здравие глупаво е да се спомнуваат имиња. Тие и за бенигни операции одат во странство и добиваат покривање од фондот. Меѓутоа другите ќе се задоволат со тоа што е на располагање. Навистина е чудно како во делот на образованието и здравството ги повторуваат истите работи со која не опонирав. Вие велите се потрошија толку и толку пари. Многу пари се потроши. Јас ве прашав
како се чувствувате вие како министер за финансии во ситуација кога ниту еден од тие трошоци не дава ниту подобро образование, не дај Боже здравство. Значи во секој квалитетен податок ние забележуваме назадување. Тоа значи дека вашите пари, кои не се ваши, туку на граѓаните, лесно и погрешно ги дадовте. И да, јас се извинувам многу. На оваа држава со работа на многу луѓе обезбедивме кандидатски статус за да денеска вие сечете ленти и отварате проекти финансирани од европски фондови. Големо извинување и од моје и од името на моите колеги.